кој го рокна за театар, некој го испушти. И најнова епизода на Return Duo. Наши денешни гости Александар и Ева. Лайк и сабскрайб. Дечко, ќе може само малце потивка. Ајде, мога. Леле, пак овој. Дечко, ти кажав малце потивка, така? Сега сум платил карта, 600 денари сум дал за тебе да те слушам. Смешно е, бе, човек. Што смешно, аха, ги пуште прдиш. Се рекаш ко... А чекаш, што тебе ќе те слушам. Само ти имаш платено карта? Па добро да Не, па сакам да се смееш. Што сакаш Што јас немам платено карта, кажи ми, јас немам платено. Што ми Само ти имаш станува? платено Што ми карта? станува? Што Јас мислиш немам ти се платено заплашам? карта. Кажи ми, Што ајде. мислиш ти се плашам? Седнете, ајде ти седни таму, ти таму. Значи, сакам да гледам представа. Седни. Тебе? Добро, човече. А да мислиш дека ти се плашам? Леле, много Реков 10 пати, што се понашаш вака? Дали Шо, си бе? нормален? Ајде, Што тебе дева. филма? И што? Што сакаш бе ти? Значи, не, престани. Уже, мене мене ли ме ќе ме сега? затепаш, значи? Што сакаш бе? Што сакаш? Со мене ли ќе се затепаш? Што? Врати се, значи врати се на место. Ајде седни ти тука. Ајде ти седи до мене. Ајде, одма. Седи. Добро, бе, Култура тоа. да се немало. Тишина. Значи луѓето за вас дошле да глумат. Добро. Што изигравате тука мајмуни двајцата? Ајде гледайте. Ајде пружете си рака. Извини. Извините. Така. А вака стварно кога гледам представа стварно е смешно човече. Ти викам јас, ама ти дали се разбираш од театар? Патле. Можеш еднаш ме да фокусирава, ако не Ајде. те врна. Викам кој го рокна за театар, некој го испушти. Дали е тешко да се биде инфлуенсер? Не е толку тешко како да работиш некоја физичка активност, повеќе е психички тешко. И на моменти знае да биде ризично. Луѓе има што те сакат, луѓе има кои што не те сакаат. Имаме одреден притисок да биде како што треба. Да, изложени сме на критики и на пофалби, но тоа е дел од работата и си ја прифаќаме. Дали сте били изложени на хейт коментари? Од кај да почнеме? Па цело време. Има луѓе што ќе те сакат, ама и што нема да те сакаат. Знаат да ме погоди некогаш, ама полесно можам да се носам се за разлика од претходно. Која била најризичната ситуација која се случи? Никада немам зборано за ова, прв пат еве јавно кажам, имам стокер, а доста долго време си има случувано луѓе да пробат да ме горат со цигари во дискотека, да фрлаат чаши по мене, имаат извадено нож кој тие малите што се На почетокот не бев научена на таков хейт. се комплименти добиваш. Јас повеќе комплименти. Humble. Колку време се познаате? Повеќе од 2 години, да? Да. Најдобрата особина на Александар? Ти има многу. Неговата енергија е неопислива. Не дека е мој, ама на вистина е така. Интересно како се запознавме во ствари. Освоив награда за инфлуенсер на годината за Прво интервју за во на неговиот телевизија. живот. Да, она ми го Беше правеше. со мене. Ти сакаш мене да ми направиш интервју и ја гуш, дури ја Почна гушна. да ме Кој гушка, прв пат во живот се гледаме. Која е најдобрата особина кај? Ај, јас сега да кажам да не испадне како има премногу, ама ги избрам една ако треба само. Дури кога не пробува, знае да ме насмее. Ајмо се да сврдиме ситуацијата. Ај се, Која е најлошата особина? Александар, кај да почнам, не? Александар знае да биде наивен, малку повеќе од што треба. Сега јас, види вак. Тоа е друг портал, ова е trn.mk. Трнвак. Трмак. Доцни. Значи, тоа ич не ми се допаѓа. Дека јас не доцна. Ама ако треба нека, например, заедно да отидеме и Ева се појави пола сат покасно. Ќе кажам, заради Александар доцниме. Дали се заработува од инфлуенсерство? Не е за секој, но дефинитивно може да се заработи. Јас доаѓам од многу сиромашна фамилија. Фала Богу, сум имал буквално храна, покрив над глава, облек, се тоа што требало, ама било е тешко. И од тоа да дојде ден да јас можам сам да заработувам и ја тоа значи преблагодарен. Не само што имам за себе, туку имам и за моите да им дадам. Што значи дека да, Дали со ова може да се бавите до крајот од живот? Па да, целам кон тоа ова да биде нешто посериозно, да не биде само како хоби или нешто од страна што го работам. ова ми е главна работа. Целосно сум фокусиран инфлуенсерството, мислам дека многу ќе придонесе
кога ќе имам свој собствен бизнис. Александър и Ева, Return Time, се гледаме нареден епизод. Чао, чао. Чао.